со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Уште една среда, уште еден круг. Денеска е 30 март, последната среда од март. Овој месец беше еден од месеците во кој што владеачката партија направи осврт на своето работење изминативе 10 години со еден голем маратонски отчет за сработеното кое што како проекти и како реализирани ветувања го има направено во овие 10 години. Тоа всушност беше една од трите теми кои што во овој месец беа актуелни покрај политичката состојба во Македонија и бегалската криза. Ова беше третата тема, па оваа среда ја посветуваме токму на овој дел. Ќе се обидеме во круг да направиме едно резиме заедно со мојот денешен гостин, поранешниот министер и сега дополнителен заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов, околу што е тоа што владеачката партија смета дека позитивно го направила во Министерство за труд и социјална политика. Почнуваме веднаш по кратката пауза. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, како што најавив, мој денешен гостин е дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика, колкава титула Диме Спасов. Зборуваме за политиките на Министерството за труд и социјална политика, односно за политиките на владеачката партија во Министерство за труд и социјална политика. Таму има две партии се. За изминативе неколку години, пресек на 10 годишнината, меѓутоа ајде за почеток, она што е клучно според оној извештај на отчетот на владеачката партија, главната тема сепак беше точката на бројот на намалување на невработеноста, односно зголемување на бројот на вработени во Македонија. Се уште е актуелен чинам оној проектот за Македонија вработува. Ајде да почнеме од тука. До кога трае тој проект и какви се моменталните состојби, односно ефектите од тој проект? Најпрво ви благодарам на поканата и задоволство ми е што присуствувам во вашата емисија, што гостувам. Проектот Македонија вработува е проект кој што би рекол ја одбележа 2015 година. Започнавме да го реализираме некаде на средината на месец април 2015 година и целта на самиот проект беше да се помогне на повеќе групи на невработени лица кои што се помалку конкурентни на пазарот на труд преку низа на поволности да станат поконкурентни, со тоа да ги мотивираме приватните компании кои што доколку вработат одредено невработено лице преку овој проект ќе заштедат поголеми средства и на тој начин да го забрзаме процесот на отворање на нови работни места. Проектот Македонија вработува даде и досега исклучително добри резултати. 15.900 работни места се отворени заклучно со денес. Тоа е период од помалку од една година. Овој проект трае до 15 април оваа година. Би сакал да ги поттикнам сите приватни компании да искористат това единствена можност за да заштедат средства и да отворат нови работни места. Поволностите кои што ги нуди проектот Македонија вработува со ослободување од персонален данок и ослободување од плаќање на социјални придонеси. Зависно од која категорија на невработени лица ќе бидат вработени, ослободувањето може да изнесе од 27 до 37% до просечна бруто плата во период од 3 до 5 години, а за оние највозрастните до нивното пензионирање. Досега овој проект помогна на над 8700 компании да отворат нови работни места и вкупно се отворени, како што кажав, 15.900 работни места. Интересно е да се спомене што од овие 8700 дури 7700 компании се мали компании со до 10 вработени. Што значи точно ја погоди целта овој проект, бидејќи им помогна на најмалите компании да растат, да се развиваат и да го прошират бројот на своји вработени. Ова бројка од 15.900 работни места за, како рековте, не цела година и половина, како му доаѓа во принцип, всушност е бројка која покажува поприличен
раст на бројот на вработување во Македонија, може лесно се оцени дека станува збор веројатно за како што велите таргетиран успешна цел, меѓутоа што станува со останатата бројка на вработени во Македонија? Анализите покажува, односно и статистичките податоци покажува дека имаме во Македонија перманентна пад на невработеност изминативе 10 години, пропорционално раст на бројот на вработени. Колкава е бројката на вкупно вработени луѓе во овие 10 години во Македонија и дали покрај овој проект имаше и други проекти кои што на ваков начин и сличен начин поттикна зголемување на вработеност? Најголемиот успех на владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН изминатите 10 години е падот на невработеност и креирањето на нови работни места. Ако во 2006 ја затекнавме ситуацијата со над 38% невработеност, заклучно со последниот квартал од минатата година, невработеноста во Република Македонија падна на 24,6%, што е огромен пад за период од 10 години. Секако дека е се уште висок и дека треба да продолжиме со политиките кои што даваат резултат за континуирано да продолжи падот на невработеноста, меѓутоа во овој период од 10 години се отворени над 150.000 работни места. Само изминатата година преку проектот Македонија вработува се имаат отворено 15.900 работни места. Дополнително преку мерките кои што ги се реализираат преку Министерството за труд и социјална политика, како што е мерката за вработување на млади лица до 29 години, која што и практично беше иницијатор на проектот Македонија вработува. Таа мерка започнавме да реализираме во март 2014-та, заврши овој март оваа година, беше во примена 2 години како системска мерка со законски измени овозможивме ослободување на компаниите од плаќање на придонеси персонален данок за млади лица кои што ќе ги вработат во период од 1 година и преку оваа мерка се реализира над 12.180 вработувања, што исто така е една голема бројка на вработувања постигнати во период од 2 години само за младите лица до 29 години. Тука се и активните мерки и политики за вработување кои што се дел од оперативните планови кои што ги носи владата на годишно ниво, а сме започнале со нивна реализација од 2007 година. Од прилика околу 10 милиони евра се реализира за активни мерки и политики за вработување преку директни грантови за само вработување од 3000 евра, преку мерки за субвенционирано вработување преку кои што државата плаќа дел од платата во определен временски период од 6 до 12 месеци за секое вработено лице, до мерките за практиканство и за обука за побарувани вештини на пазарот на труд, преку кои што изминатите години се отворени околу 34.000 работни места. За оваа година имаме обезбедено 11,5 милиони евра само за активни мерки и политики за вработување. Очекуваме уште околу 8.000 работни места да се отворат преку овие директни субвенции на приватните компании. Мене особено интересни ми се оној тип на вработување кој што ги инициираше владата преку оние грантови за подршка на идеи за бизниси. Имам неколку мои лични пријатели и познаници кои што ги искористија тие поволности, ако се гледа по нивниот пример денеска добро стојат. Меѓутоа, сега да прашам, имате некоја анализа, проценка за колкав тип на такви бизниси во Македонија денеска се отворени и колку од тие бизниси се функционални? Тоа е една од подобрите мерки или најуспешната мерка од активните мерки и политики на владата. Проектот самовработување започна во 2007 година со 3000 евра грант за невработено лице да се самовработи, да реализира собствената бизнис идеја, да добие соодветна обука за започнување на бизнис и за изработка на бизнис план. Низ годините бројот на офат на невработени лица преку оваа мерка се зголемуваше. Заклучно со 2015 година поддржани се вкупно 7800 мали бизниси да се формираат. Дел од нив напредуваат и се развиваат и го имаат зголемено бројот на вработени. Процентот на успешно заклучно со 2014 година над 80% од овие
компании кои што досега се финансиски поддржани, се уште обстојуваат на пазарот, работат и функционираат и генерираат и нови работни места. Дополнително ние преку други програми за грантови сакаме да поддржиме и конкретни услуги, како што е на пример отворањето на приватни детски градинки или пак приватни старски домови. За оваа година имаме определено грант во висина од 10.000 евра за приватна детска градинка или пак 12.500 евра за приватен дом за стари лица, кои што се едни нови проекти и континуитет на грантот за самовработување. 80% успешност, функционалност денеска е голем процент. Јас не знам, постои уште тој грант, тој тип на секако, да, и мора и да продолжиме со негова реализација. Грантот за самовработување и оваа година продолжуваме да го реализираме. Околу 920 бизниси планираме да поттикнеме. Веќе во месец јануари имавме еден јавен повик за првите 500 грантови. Набрзо кон почетокот на април, односно во првата недела од април ќе биде објавен вториот оглас за 420 грантови за самовработување, што дополнително ќе го промовираме, така да и оваа година преку оваа мерка очекуваме да се постигнат околу 1000 работни места. Очекувате ли дека може да продолжи трендот на намалување на невработеноста во Македонија, односно да се задржи? Сепак нешто што не може да не би можело да се спори, тоа е она крива на пад на невработеноста изминативе 10 години, за разлика од предходните години 90-те, кога имавме една обратна графичка слика на зголемување на бројот на невработени места. Меѓутоа, мислите ли дека границата на невработеност од сегашните 24 може да паѓа уште надолу, ако зборуваме за стабилна политичка клима, состојба и проекти кои што ви продолжиле понатаму да се реализираат? 2015 година и во услови на политичка криза невработеноста продолжи да се намалува како резултат во најголема мера на политиките и мерките на владата. Сега ги имаме ние податоците кои што ги објави Државниот завод за статистика пред околу 20 на 30 на дена за последниот квартал во 2015 година и невработеноста изнесува 24,6%. Очекуваме да продолжи да се намалува со оглед на фактот дека и проектот Македонија вработува се уште функционира во првиот квартал од 2016 година, исто така и мерката за вработување на млади. Се реализираат и останати активни мерки политики за вработување преку оперативниот план. Странските инвестиции не запираат и понатаму продолжуваат да доаѓаат во Република Македонија, веќе постоечките продолжуваат да се шират и да го зголемуваат бројот на новоотворени работни места. Од друга страна пак капиталните инвестиции исто така се во полн замав со доаѓањето на потоплите месеци или пак од март па натаму, кога интензивно почнува градежната сезона, се гради на вистина многу во овој период во Република Македонија. 3 автопати се градат во исто време, кои што големи капитални инвестиции исто така отвораат работни места во нашата држава. Сето ова ќе влијае на и понатаму невработеноста да продолжи да се намалува и очекуваме пат на невработеноста и во текот на 2016 година и во првиот квартал и во вториот и во сите останати. Хипотетички можеме неблагодарно да се прогнозира, меѓутоа може ли да се помине границата психолошко од 20%? Па видете, ние имавме на психолошка граница од 30%, затоа сега си многу малку пониска. Да, која што ја надминавме. Нашето ветување од последната предизборна програма од минатите парламентарни избори беше дека ќе намалиме невработеноста на 22%, што сега од овој аспект кога изнесува 24,6 е достижно и реално во брз временски период, така да верувам дека во наредниот временски период, во наредните неколку години и оваа психолошка граница од 20% е достижна, секако доколку продолжат инвестициите, доколку продолжат отварањето на странски фабрики, доколку продолжат мерките за вработување, доколку продолжат сите оние политики кои што ги реализираме изминатите 10 години, верувам дека и понатаму ќе даваат интензивни резултати и невработеноста ќе продолжи да се намалува. Благодарам. Овде по првата тема за невработеноста правиме една кратка пауза, потоа се враќаме на остратите неколку по-суштински, по-клучни проекти реализирани изминативе години. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.
Поштени слушатели, повторно во кругот назад во втората половина зборувавме за политиките на вработување во првиот дел, во вториот дел ќе зборуваме малку за социјалниот аспект на неколку категории граѓани. Почнуваме со пензионерите. Опозицијата често знаеше да каже дека ова е пензионерска влада, многу се грижала за пензионерите. Треба да се грижи владата за пензионерите или не треба? Секако дека треба. Во Република Македонија во моментот има околу 300.000 пензионери. Тоа е голема категорија на граѓани во нашата држава. Овие луѓе, односно постарите генерации имаат градено Македонија. Ние им должиме удобен и стабилен живот, редовна пензија и континуирано подобрување на стандардот. Тоа е и наше ветување, меѓутоа и наша обврска како политичка структура. Една од карактеристиките во делот на функционирањето на политиките во овој сектор, во овој домен беше зголемувањето на пензиите. Може еден пресек поглед на тоа како Ако во минатото во периодот пред 2006 година пензиите се исплаќаа на 3 до 4 пати во месецот, на 3 до 4 транши, секој пензионер добиваше дел од пензијата. Еднаш дури имаше и намалување на пензијата за 10%. Од 2006 па наваму воведовме политика на редовна исплата на пензиите. Првата недела од секој месец корисниците на пензија знаат дека ќе си ја добијат својата пензија. Напоредно со ова континуирано продолживме со зголемувањето на пензиите. За 70,1% е зголемена просечната пензија во Република Македонија. Или поточно 7.680 денари колку што изнесуваше во 2006-та, сега изнесува 13.077 денари. 70% е едно големо зголемување на пензиите, на просечните пензии во нашата држава изминатите 10 години. Додека пак најниската пензија во Република Македонија е зголемена за 90%, што исто така е големо зголемување. Ова е и резултат како на политиката за линеарно зголемување на пензиите, односно секоја година сите пензионери добиваат ист износ на средства. Оние 5% кои што ги имаше на пример минатата 2015 година како зголемување, сите пензионери добија 620 денари зголемување на пензијата. Меѓутоа оние со допросечна пензија или пак некаде до 13-14 илјади односно до 13.000 денари добија и поголемо зголемување од 5%. Посебно оние со минимална пензија која што има околу 7-8 илјади, они добија повеќе од 5%. И токму поради тоа најниската пензија е зголемена за над 90%, додека пак просечната за 70% во нашата држава, за разлика од многу земји во нашето опкружување. Тоа сега во регионот мислам дека Македонија стои по едно прилично високиот процент на просечна пензија, за разлика че на Бугарија или некои други имаат многу пониски пензии. И Бугарија, и Албанија, и Косово, и Србија, каде што имаше намалување на пензиите пред краток временски период, стојат полошо од пензиите во Република Македонија. И ова е еден добар податок кој што и самите корисници на пензија го знаат. Меѓутоа, позитивната страна е што не е само зголемувањето на пензијата. Има пензионерите во нашата држава имаат повеќе поволности, како што е проектот бесплатна банјско-климатска рекреација кој што го реализираме веќе 6-та година поред, преку кој што се офатија на 32.600 корисници на пензија во овој проект, во оваа бесплатна услуга. Минатата година започнавме да го реализираме и проектот бесплатен туристички викенд. Пензионерите, оние кои што ќе аплицираат, тргнуваат во петок, одат во некој од со организиран превоз и организирано сместување во хотели со над 3 звезди, одат во некој од македонските туристички центри, било на езеро или пак на планина. Лани беа околу 2500 корисници на пензија, оваа година очекуваме околу 3000 пензионери да отидат на бесплатен туристички викенд, околу 5000 на бесплатна банјско-климатска рекреација. И
има и останати проекти кои што се во интерес на пензионерите, како што е изградба на старски домови. Во 2014 го отворивме новиот дом за стари лица во Битола, Сјурајдер, со капацитет од 150 легла, инвестиција финансирана преку ИПА програмите од над 800.000 евра, а исто така и планираме една поголема институција да започнеме да градиме во градот Скопје, во општина Газибаба, со над 500 легла во 3 фази. Првата фаза очекуваме да започнеме до крајот на оваа година со изградба. Станува збор за поголем старски дом за лица кои што немаат примања или пак имаат ниски пензија, немаат каде да живеат, со цел да создадеме услови за достоен живот. Има ли идеи за некои други проекти во поглед на категоријата пензионери? Секако дека имаме и нови проекти кои што ќе бидат дел од нашата нова програма. Продолжуваат и проектите за бесплатен превоз во јавниот сообраќај во градот Скопје 4 дена во неделата. Исто така продолжува и проектот за бесплатен превоз во железничкиот сообраќај, кој што исто така најде на одличен одзив. Започнавме да го реализираме некаде во јули 2014 година, веднаш по завршувањето на изборите, а досега го искористија над 40.000 пензионери. Продолжуваме и со отварањето на дневни центри за стари лица како одлична форма за дружење и организирано поминување на нивното слободно време во градските средини и во руралните населени места. Исто така и со инвестиции во отворање на старски домови, како и со поттикнување на отварањето на приватни домови за стари лица во Република Македонија. Кога станува збор за домовите за стари лица, чинам дека често повеќе е сконцентрирана идејата на приватни како се нарекува тоа иницијативи за отварање, кои што во основа потоа повлекуваат поголеми средства за престој на така. Државата не може ли да најде механизми, модалитети да има повеќе такви државни установи? Дали тоа е според вас поисплатливо можеби, или со оглед на тоа дека мислам дека има потреба од такви старечки домови, особено во Скопје, и кои би имале солидни и добри услови како што ги имаат, да речеме, голем дел од приватните. Секако дека има потреба, меѓутоа не секогаш државата има доволно средства за да инвестира во сите полиња. Меѓутоа ние планираме инвестиции во овој дел, со цел да не оставиме само на државното инвестирање во отворање на нови старски домови. Најдовме начини како да ги да го поттикнеме приватниот сектор да отвара во приватни домови за стари лица, бидејќи малиот број на приватни домови на стари лица ја подига и цената за сместување. Кога и ќе има повеќе вакви приватни установи, ќе се зголеми конкуренцијата и квалитетот на услугите, меѓутоа и ќе се намали цената. Во минатото имаше 2 или 3 вакви приватни установи. Досега изминатите години се отворија 17 приватни домови за стари лица, дел и како резултат на поволностите кои што ги воведовме. Ефтина почетна цена на градежно земјиште од 1 евро метар квадратен, ги намаливме комуналните такси за изградба на вакви објекти за 95%, односно колку што изнесува и за хотел да се гради. Отворивме можност да се повлечат поволни кредитни линии преку Македонската банка за поддршка на развојот со ниска камата, со подолг временски период, грейс временски период. Воведовме оваа година и грант за отварање на приватни домови за стари лица за набавка на опрема од 12.500 евра, и се тоа поттикна да се јават уште повеќе приватни инвеститори. До сега се продадоа 3 локации за изградба на нови старски домови и се продадоа 2 објекти кои што беа во државна сопственост, кои што треба да се реновираат, адаптираат и да се наменат за приватни старски домови. И ова ќе и понатаму овој интерес верувам дека ќе продолжи, бидејќи постои простор да се развива се уште и овој бизнис во Република Македонија. Меѓутоа, од друга страна и државата продолжува со своите инвестиции. 2014-та, како што кажав, го отворивме домот за стари лица, кој што е јавна установа на општината. Општински јавни установи се домовите за стари лица кои што се јавни. Отворивме во Битола со 150 легла, инвестиција од околу 800.000 евра. Минатата 2015 година отворивме дом за стари лица, мал дом во Берово. Оваа година започнуваме со инвестиции
започнали со првата фаза за изградба на ваков старски дом во Газибаба со 170 легла и планираме да има овој проект 3 фази по 170 легла и со тоа ќе го дуплираме бројот на легла за сместување во државен дом за стари лица од 500 на над 1000 легла во наредните 4 до 5 години. Благодарам, тука правиме уште една кратка пауза и потоа се враќаме во финишот на денешниот круг за останатите неколку теми поврзани со пред се социјалната заштита и мерките кои што се однесуваат на лицата со инвалидитет. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, во финишот на денешниот круг, мој денешен гостин, добилниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов, зборуваме за отчетот на владачката партија во овој сегмент, овој сектор од општеството. Покрај темите за невработеноста и лицата со од највисока возраст, како се нарекуваат, како ги нарекуваме пензионерите, имаме и други сегменти кои што се дел од интересот на Министерството за труд и социјална политика, односно дел од функционирањето и работата на овој сектор. Тоа е социјалната заштита или грижата за лицата со кои спаѓаат или во доменот на социјално ранливи категории. Тука имаше неколку и проекти, идеи за вработување, мислам, на лица од овие категории, меѓутоа и поволности кои што требаше да бидат искористени. Може ли да направиме пресек каква е состојбата и дали вие како човек во Министерството, кој го водевте претходно како министер, сега како дополнен заменик министер, сте задоволни од политиките во поглед на тој дел и какво стојат стега состојбите во Министерството за труд и социјална политика, мислам, во поглед на социјалната грижа на лицата со ранливи категории? Проектите кои што ги реализиравме изминатиот период дадоа добри резултати во делот на намалување на социјалниот ризик на граѓаните кои што беа во потешка материјална положба и кои што беа без дополнителни приходи, без соодветно работно место или пак за лицата со инвалидност. Нашата грижа и понатаму мора да продолжи. Меѓутоа, бројките кои што ги имаме и фактите со кои што располагаме покажуваат дека има резултати од политиките кои што се реализирани изминатиот период. Ние се фокусиравме на неколку аспекти. Првиот аспект е зголемување на социјалните трансфери и паричните помошти кои што ги дава државата за социјално ранливите категории на граѓани. Вториот аспект е офаќање на нови категории на лица со инвалидност кои што досега не биле офатени во системот на социјална заштита преку парични трансфери или пак преку воведување на нови парични права за лицата со инвалидност. И третиот аспект е зголемување на или подобрување или овозможување на повеќе можности за нивно полесно вработување. Во делот на зголемување на паричните права, социјалната помош изминатите 10 години ја зголемивме за над 61%. Постојаната парична помош која што ја земаат материјално необезбедени повозрасни лица ја зголемивме за над 60%. Исто така го зголемивме и посебниот додаток за самохрани родители на деца со пречки во развојот за 50%. Го зголемивме истиот овој додаток за материјално необезбедени родители за 25%. Воведовме зголемување на додатокот за згрижувачките семејства кои што згрижуваат деца без родители и родителска грижа и деца со пречки во развојот за 25%. Вториот аспект се посветивме на финансиска поддршка на оние лица кои што се со најтешка телесна инвалидност. Ако слепо лице во Република Македонија во периодот пред 2006 година земаше парична помош од државата помалку од 2000 денари, сега истото тоа потполно слепо лице зема над 18.000 денари парична помош, месечна парична помош од страна на државата како резултат на мерките и политиките кои што ги воведе оваа влада. Се воведе паричен додаток од 7.000 денари месечно за потполно слепите лица,
лица и 7.000 денари месечно за лицата со телесен инвалидитет во количка. Воведовме паричен надоместок за потполно глувите лица од 4.000 денари месечно. Го зголемивме и надоместокот за помош и нега од трето лице за 30%, како и офатот на граѓани кои што беа во оваа категорија. Ако во минатото земале ваква парична помош помалку од 10.000 граѓани, сега земаат над 25.000 граѓани кои што се во потешка здравствена состојба со одредена инвалидност земаат ваква парична помош. И третиот аспект е отварањето на повеќе работни места за лица во социјален ризик или пак за лица со инвалидност. Конкретно и преку проектот Македонија вработува. Една од групите кои што имаат поволности преку овој проект се токму лицата со инвалидност, родителите на децата со пречки во развојот, како и примателите на социјална парична помош, за кои што државата дава 5 години ослободување од плаќање на социјални придонеси за лица од овие категории кои што ќе биде вработено. Исто така и финансираме и вработување на лица со инвалидност во приватниот сектор. Секој лице со инвалидност кое што ќе биде вработено, за него не се плаќа социјални придонеси воопшто и секоја компанија која што ќе вработи лица со инвалидност има можност да добие еднократна помош од 20 просечни плати за вработување само на лицето со инвалидност. И овие поволности продолжи и понатаму со проектите за вработување на 1600 лица во социјален ризик во јавната и државната администрација и 300 лица со инвалидност исто така во јавната администрација и понатаму и мерките за вработување преку оперативните планови ќе дадат особен приоритет на лицата во социјален ризик и на лицата со инвалидност, бидејќи нашата цел е да се отворат повеќе работни места и за овие лица. Со самото нивно вработување тие веќе го надминуваат социјалниот ризик во кој што се наоѓаат и обезбедуваат редовни приходи за своја екзистенција или пак за екзистенција на нивното семејство. Имам уште еден дел кој што сакам да позборуваме, а тоа е она што значи грижа на најмалите, а тоа е отварањето или зголемувањето на капацитетите на детските градинки. Чинам дека барем во Скопје има потреба од таква нешто. Изминатиот некој период имаше изградба или најава за изградба на неколку такви капацитети, меѓутоа се уште мислам дека далеку од потребниот број, со оглед на тоа дека во често пати граѓаните се соочуваат со немање доволно места за сместување на своите деца во градинките. Може ли еден пресек околу тоа или идеја, односно дали имате план за во кој обем и каде би се граделе градинки, за тоа што сметам дека тука би било во принцип добра и позитивен аспект е таква една инвестиција на Министерството за труд и социјална политика. Свесни сме дека има потреба. Многу направивме изминатиот период, меѓутоа уште повеќе треба да направиме во наредниот период. Градинки и во Скопје и во поголемите градови и во руралните населени места има потреба повеќе да се отвараат. Ако во минатото офатот на деца од предучилишна возраст од 0 до 6 години беше 9%, офат сега е над 26%, или пак од 3 до 6 години на деца од предучилишна возраст офатот во минатото беше 12%, сега е над 39% од вкупниот број на деца на оваа возраст од 3 до 6 години. Изминатите 10 години се отвори околу 45 градинки, од кои што само 35 се отворија од 2013-та па нааму, што е голем успех, меѓутоа сепак постои потреба да продолжиме со уште поинтензивно темпо во отворање на градинки, како во градот Скопје, така и надвор од градот Скопје во сите општини во нашата држава. Во моментот се градат градинки во поголем број на градски средини, во градот Скопје речиси во сите општини. Се гради градинка во Кисела Вода, се градат две градинки во Аеродром, се градат две градинки во Ѓорче Петров. Треба да се започне со изградба на две градинки набрзо во Карпош, односно оваа година. Исто така се гради градинка и во општина Бутел. Имаме детален акцијски план за изградба на градинки и во градот Скопје и во нашата држава. Годишно помеѓу 10 до 15 објекти планираме да се отвараат и ова темпо постепено да зема замав и динамиката да се забрзува со цел и да го зголемиме офатот на деца од предучилишна возраст во
градинките, а во исто време планираме и понатаму да продолжиме со поддршката на отворање на приватни градинки. Во минатото имаше 4-5 приватни градинки, сега има 26. Очекуваме во наредниот период со сите поволности кои што ги нудиме, кои што се слични со оние како за старските домови, така и за приватните градинки, да влијаеме да продолжи бројот на од ново отворени приватни градинки и сите инвестиции заедно да влијаат на зголемување на капацитетите во Република Македонија за згрижување на децата од предучилишна возраст во вакви установи. Благодарам. Претпоставам дека има уште многу теми кои што би влегуваат во вашиот отчет за работата на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа ние немаме толку време за да изанализираме. Ова беше најкратко што може. Почитувани слушатели, тука е крајот на денешниот круг. Мој денешен гостин беше дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Зборувавме на темата проекти реализирани во Министерството за труд и социјална политика. Круг е емисија која се емитува на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, водител и уредник. Денеска е 30 март 2016 година. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.